Двајца американски војници се мртви, а се трага и по трет, откако Иран нападна американска база во Јордан. Нападите кои биле извршени со балистички ракети и дронови повредили уште 4 војници. Председателот на САД Доналд Трамп, коментирајќи за американските жртви, изјави дека "Тоа е многу тажна работа. Не сакаме да го гледаме тоа. Тоа е во служба на нашата земја. Никогаш нема да дозволиме Иран да има нуклеарно оружје." Вашингтон веднаш започна нови напади врз Техеран со цел да се казни Исламската револуционерна гарда за загинатите американски војници во Јордан. Досега во конфликтот загинаа 16 војници на САД, а 430 се повредени. На иранската страна, според официјални извори во Техеран, има 50 загинати и 500 повредени само во изминатите 3 недели. По ескалацијата во војната помеѓу САД и Иран, иранските власти официјално се повлекаа од меморандумот на разбирање на кој двете страни се согласија после преговорите во Исламабад во Пакистан минатиот месец. Заменик министерот за надворешни работи на Иран Казем Гарибабади изјави дека САД ги наруши и ги суспендира сите своји обврски во рамките на Исламабадскиот меморандум, додавајќи дека Иран ги суспендира обврските и дека нема да ги имплементираат бидејќи се презафатени со одбрана на земјата. Врховниот лидер на Иран, Моџтаба Хамнеи, изјави дека повторното прекршување на договорите од страна на, како што вели, големата сатана, повторно докаже дека потписот на председателот на Америка е целосно беззначаен и невалиден и дека малтретирањето и дивјаштвото се неразделни компоненти на американската доктрина.